Празнично изненадување за туристките во Охрид. Овој 8 март посебно ќе го паметат црногорките кои одмараат на брегот на Охридското езеро, а кои за празникот на жената добија бисери и цвеќе од Михајло Филев, познатиот изработувач на оригинален охридски бисер и српски конзул во земјава. Ова е традиција која Филев ја практикува за секој 8 март. Ова година ни е 16-та поред, една убава традиција која продолжува, која осмисливме со реномираниот туристички водич Лјучо Вјузнески. Оваа година имаме група од Црна Гора и ни представува огромна чест и задоволство што можеме вака со едно символично подарување по повод денот на жената, брендот Охридски бисер Филеви да овозможи да се пријатно осеќаат и секако со подарување на еден цвет кој исто ја символизира 8-мартовската среќа на една дама. Туристките презадоволни од целокупната понуда на градот. Све е лиепо, чисто, презадоволни сме. Охрид е прекрасен, особено ми се допаѓа езерото. И браво што од едно езеро сте направиле огромен туристички потенцијал. Ама не е само езерото, црквите, историјата, архитектурата, се е многу интересно. Свиѓа ми се, задоволна сам. Преубаво си поминуваме. Благодарам за вашата љубезност и гостопримливост и подарокот бисери кои се многу убави. Изненадени сме и презадоволни од подарокот. Според туристичкиот водич Лјупчо Јузмески, со промоција на автентичните вредности во кои спаѓа и бисерот, се раскажува приказната за Охрид која привлекува се повеќе туристи. Туристите спрашуваат кои се најважните сегменти од Охрид кои може да ги видат и нормално тоа е веќе од споменикот центарот Охрид, Свети Климен, Светата Софија, Античкиот театар, Светата Богородица Перивлепта, Плаушник, Тврдината, незаменливиот Свети Јован Канео. Тие се точките кои што најмногу туристите доаѓаат во Охрид. Инаку Охрид за празникот на жената исполнет со гости од земјава и странство.